Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по музичко образование, заедно со мене наставничка Зорица, ќе се дружиме со звуците, ќе слушаме звуци, ќе ги произведуваме, погодуваме, групираме. Со една реченица ќе си играме игри со звуци. А тоа ќе ни биде лесно и интересно, бидејќи звуците се насекаде околу нас. Тоа ќе биде и целта на нашиот час. Да умееме да слушнеме звук и да го препознаеме неговиот произведувач и да произведеме звук со или без употреба на предмети. Ученици, постојано и насекаде слушаме најразлични звуци, бидејќи ги има многу, стотици, илјадници безброј звуци. Ајде сега да се обидеме да наброиме што се може да произведе звук. Што мислите? Дали ќе успееме да ги пополниме овие празни облачиња со звуци? Ајде прво да замислиме звуци што може да се слушнат во просторијата во која што се наоѓате во моментот. Еве јас ќе почнам. Звукот телефон, звукот часовник, звукот телевизор. Што се друго може да биде звук? Ајде, присетете се. Клуч, шкрипање на врата, блендерот, шкрапањето на пенкалото исто така е звук. Приборот за јадење произведува звук. Моливчето исто така, шолчето за кафе, чашите, миксерот за матење исто така произведува звук. Ајде нешто друго? Фенот за сушење коса. И уште многу работи можеме да наброиме и да ги пополниме сите овие облачиња со работи што произведуваат звук во просторијата каде што се наоѓаме. Но сега да замислиме дека се наоѓаме надвор, во дворот, и да кажеме некои звуци од природата. Па, например, звукот на птиците. Мачето, кучето произведува звук. Моторот исто така или автомобилот. Може да го слушнеме надвор ветерот како дува или дождот како тропка. Грмотевица може да слушнеме, чукање на чеканче може да слушнеме и многу други машини. Па дечиња, и самите ние произведуваме звук со самото наше зборување или пеење. Или звуците од музичките инструменти од песничките, барабан, гитара, пијано, и така натаму, и мислам дека и уште волку празни облачиња да имавме, ние за брзо време ќе ги пополневме. Дали сега потврдивме дека звуците се насекаде околу нас? Да. А сега следува слушање и препознавање на звуци. Затоа ќе треба да се подготвите, да ја земете вашата тетрадка без линии или некој празен бел лист, вашите дрвени боички, моливчето, еден линеар и едни ножички. Ова што го гледате на сликата, значи, што треба да направите, да нацртате еден ред квадратчиња поврзани и во нив да ставите броеви од 1 до 8. Обидете се да ги напишете броевите од 1 до 8, така како што покажува стрелката. А овие сликите околу квадратчињата само погледнете ги добро, затоа што тие истите ќе произведуваат звуци, вие треба да ги слушате и со каква боја е звукот што ќе го слушнете, така треба да го обоите квадратчето. Првиот звук што ќе го слушнете, го боите првото квадратче. Вториот звук што ќе го слушнете, го боите второто квадратче, го обојувате. Ајде првиот звук да го слушнеме заедно и да обоиме заедно. Тоа е звук на птицата. Рамката на птицата е црвена и затоа бројот 1 го обојуваме црвен. Секогаш кога треба да обојувате, сопрете го видеото, обојте и потоа повторно продолжете со слушање и со обојување. Вториот звук. Така го слушнавте каква е рамката на овој произведувач на звук. Обојте под број 2, да го слушнеме третиот звук. Сите го препознаваме звукот на бебето, во овој случај тоа е со зелена рамка, значи под број 3 обојуваме зелено. Ајде да го слушнеме четвртиот звук, а тоа е звукот поминуваме на слушање на тој звук. Слушнете и забележете се както боја рамката на овој звук.
И обоите го. Следува 6 сопрете и продолжите. Дојдовме и до пополнување на квадратчето со број 7. Земете ја боичката и обојте го квадратчето број 7. И на крај ни остана уште музичкиот инструмент. Дали го препознавате кој е? Тоа е гајдер. Значи, логично е дека 8 број што го боите со сина боичка. И кога сте веќе готови со слушање на звуците, за да си ја проверите вашата точност, може да поминете понатаму, доколку вие вашиот ред со 8 квадратчиња го обоивте со бои по овој редослед, браво, вие одлично ги слушате и ги препознавате звуците. Поминуваме на следната музичка активност, а таа се нарекува измешани животински звуци. Еден ден, Марија и Мартина ја посетиле животинската фарма недалеку од нивниот дом. Еве со кои животни се запознале таму. Ја виделе кравата и го слушнале нејзиниот глас. Отишле кај прасето и неговиот глас го слушнале. А потоа кучето и неговото мекање. Стигнале до овчичката, но таа лаела. А потоа петелот, кој што стоел на високо, мукал како кравичка. А пак магарето, ова и наетливо магаре, грифтало како прасе. Марија и Мартина забележале многу чудни работи таму. А вие, ученици? Да. Таму се случиле чудни нешто со животните. Волшебникот кој секоја вечер ја посетувал и внимавал на редот и хигиената на фармата, додека спиеле животните со едно магично стапче, им ги променил нивните гласови, односно им ги измешал меѓусебно. Ајде да се обидеме да им помогнеме на животните да си ги вратат своите гласови. Започнуваме. Прво да почнеме со петелот кој што се искачил високо. Каде го слушнавме гласот на петелот? Кое животно кукурикаше претходно додека ги посетуваа? Прасето? Да! Прасето му го враќа гласот на петелот. Ајде ова. Така. Значи, петелот си го доби својот глас. Ајде кутрето да му го вратиме гласот на кучето. Кој го имаше гласот на кучето? Каде го имаше волшебникот ставено гласот на кучето? Кај овцата. Да видиме? Да, овцата лаеше како куче, но тоа бидејќи не може да пите, ние сега ќе го вратиме гласот кај кученцето. Го вративме. И сега наред е прасето, кое што не сакало да има таков глас, барало ова и наетливо магаре да му го врати. И тоа се случи. Ајде стигнавме до... Така и прасето со својот глас сега среќно. До овчичката. Каде ли беше гласот на овчичката? Кај кучето? Да видиме. Да, кучето мекаше како овца, но сега овцата си го доби својот глас со наша помош. А оваа шарена крава која што наутро многу млеко дава, петелот покаже, иако не сакаше да биде тоа. Сега кравата силка. Ова и наетливо магаре што ретко се дружило со другите животни на фармата. Од кравичката, така кравата викала претходно како магаре, но сега се го ред, магарето си го добило својот глас со наша помош. Животните биле пресреќни.
се договориле заедно дека никогаш повеќе нема да му дозволат на волшебникот да си поигра со нив. Следна музичка активност е слушни го и повтори го слушнатиот звук. Потребно ти е да подготвиш пред себе една стаклена чаша, едно пластично шише со капач, една метална лажичка и една дрвена боичка која што веќе ја имаш пред тебе. Истото и јас го имам пред себе, ученици. Јас ќе произведам еден звук. Истиот звук вие најпрво ќе треба да го слушнете и да погодите со кои два предмета од пред мене го произведувам. Потоа ќе треба да се обидете вие да го повторите истиот тој звук. Значи, нешто што треба да направите е да слушате внимателно. Подготви се за слушање. Почнуваме. Ајде, слушнете го првиот звук. Значи, со што ли беше произведен овој ритм? Ајде, слушнете уште еднаш. Со кои два предмета го направив ова? Значи во чашата удирав со металната лажичка. Сопрете го видеото и обидете се да го репродуцирате истиот звук. Може да се обидете и повеќе пати и да слушнете повеќе пати. Поминуваме на вториот звук. Слушајте внимателно. Ајде уште еднаш. Што мислите? Со што го произведов овој звук? Шише? Да, значи на пластично шише тропкав со опачината на прстите. Поминуваме на третиот звук. Уште еднаш. Ајде уште еднаш. А сега овој звук од што е? Чаша и уште еднаш. Уште еднаш. Така, пластичното капаче тропка во стаклената чаша. И стигнавме до четвртиот звук. Уште еднаш. Со што го произведов овој звук? Дали погодивте? Пластично шише и значи тап. Сопри го видеото и обиди се да го произведеш истиот звук. Доколку ги погоди произведувачите на звук, доколку успешно го повторуваше звукот, браво! А спротивно, обиди се повеќе пати. И дојдовме до нашата домашна задача, пронајди го речиси нечујниот звук. Разгледај ги внимателно 5 реда кои што ги гледаш овде на сликата, со по 3 произведувачи на звук. Откри кој од трите предмети во редот произведува најтивот звук, односно звук кој речиси не се слуша. Твоите предпоставки можеш да ги провериш со произведување на звуците кои ги произведуваат овие предмети, така што ќе го земеш предметот во рака и ќе го пуштиш на подот. И уште една музичка активност за дома е да ја слушнеш детската песничка, така што ќе ја пуштиш на ова символче доле, и да се обидеш да препознаеш барем еден од инструментите кои ги слушаш во песната. Истиот музички инструмент нацртај го во твојата тетрадка. Од голема помош може да ти биде сликата на следниот слайд. Довидување